Арапската пролет, која започна на 17 декември 2010 година во Тунис со самозапалувањето на уличниот продавач на зеленчук Мохамед Буазизи, а која граѓаните на оваа земја, желни за ослободување од стегите на диктаторскиот режим, романтично ја нарекоа револуција на јасмините, набрзо се претвори во ноќен кошмар и долготрајна зима на која во овој момент се уште не и се надзира крајот. По системот на домино ефект, оваа револуција предизвика серија на граѓански бунтови во станија од Оман и Јемен, па се до Египет, Сирија и Мароко. Некаде безуспешно, некаде со соборување на режими, но малку каде животот на граѓаните се подобри. Напротив. Ниту една од овие земји не можеше да најде вистинска замена за авторитарните постколонијални владења кои нудеа каква таква стабилност, ниту пак излез од транзиција кон економскиот либерализам. Безработицата и сиромаштијата уште повеќе се зголемија, а разнородните исламистички и радикални групации, кои арапските диктатори не случајно ги држеа подалеку од власта, избија во преден план, претворајќи го целиот регион во арена на бескомпромисно, религиозно и меѓусекташко истребување. Но да објасниме што всушност се случи. Блискоисточната криза најмногу ескалираше во Сирија, каде што обидот за соборување на актуелниот председател Башар ел Асад предизвика страот на граѓанска војна, која резултираше со повеќе стотици илјади загинати, воглавно цивили, и над 10 милиони внатрешно и надворешно раселени луѓе, од кои неколку милиони бегалци побараа спас во соседните земји и Турција, а голем дел и во Европа. Во оваа војна, освен силите на режимот и многобројните и разнородни политички и верски групи, учествуваат и силите на Соединетите Американски држави, Русија, Велика Британија и Франција, а не со мала финанска помош за опозицијата и голем број на земјите од Европската Унија. Војната во Сирија е многу покомплексна од она што навидум може да се добие впечаток од едностраните и воглавно пристрасно дозирани информации што допираат до нас преку западните агенции, кои, како и главните ментори на споменатата војна, се обидуваат упорно да ја продадат како приказна за обид за демократизација на Сирија. Меѓутоа, мора да се каже дека проблемот премногу мириса на нафта, нафтени патишта и гасоводи, за да би можеле така наивно да го сватиме и прифатиме. Сирија е пред се геостратешки проблем и поле во кое се преплетуваат интересите на големите сили, од кои едните, како Соединетите Американски држави, например, заедно со своите сојузнички, сакаат уште повеќе да си ги засилат позициите на Блискиот Исток и од друга страна постсоветската Русија, која се обидува да се ја задржи единствената стратешка позиција во регионот, а тоа е токму Сирија, олицетворена во традиционално пријателскиот режим на Башар ел Асад. За да ги остварат споменатите цели, големите светски играчи создадоа во Сирија бројни локални играчи, од кои засега најдобро се снајде ИСИЛ, Исламската држава на Ирак и Левант, која почна да игра за свој грош, прогласи така наречен исламски калифат и сега се обидува да ја извезе и прошири својата револуција и на останатите исламски земји. Иако многумина аналитичари, па и исламски експерти, кога е во прашање ИСИЛ, предупредуваат дека станува пред се збор за криминално-нафтна организација од сомнителна сунитска провениенција, која нема многу заедничко со исламската култура и традиција, духот од шишето е пуштен. Вистинските причини за избугнување на граѓанската војна во Сирија, односно целите на стратешките играчи, фрлени се во втор план. Борбата е префрлена на најопасниот и повторно и не случајно од нафталин извлечениот повеќе вековен муслимански спор помеѓу сунитите и шиитите, кој што се заканува да го запали целиот Блиски Исток, се до земјите на Магреб во Северна Африка. Нели е нужно за разбирање на сириската криза најнапред да се разберат корените на меѓуарапските, меѓуконфесионални и секташки поделби? За да ја разбереме суштината на овој внатрешно муслимански спор, ќе мора да се вратиме речиси 14 века наназад во постмухамеданската ера, кога всушност и настанале корените на проблемот. Имено по смртта на пророкот Мухамед, околу 632 година, помеѓу неговите прврзеници и одредени политички струи настанало спорење
koji ќе го наследи како духовен и политички водач на муслиманите. Спорењето изгледа било позасилено со фактот што Мухамед не го назначил својот наследник, барем така тврдат шиитите, така што од кругот на неговите најблиски соработници за духовен водач на исламската заедница бил избран Ебу Бекр, која добил титулата Хилафату Ресул Илах или наследник на Божиот пратеник, од каде и доаѓа името калиф. Одредени исламски кругови уште тогаш сметале дека за прв калиф, според принципот на крвното наследство, требало да биде избран Али бин Ебу Талиб, близок роднина и зет на Мухамед по неговата ќерка Фатима и татко на неговите внуци Хусеин и Хасан. Самиот Али одбил да му се противстави на Ебу Бекр и со него и неговите двајца наследници Омер и Осман продолжил да соработува, се додека и самиот не станал четвртиот правилно раководен калиф на сунитскиот ислам. Но Али бил на власт само 5 години, бидејќи бил убиен од еден член на Хаваридж, една екстремистичка групација која што не го признавала за калиф, како ни неговиот наследник од редовите на Емевиската династија, која дошла на власт по неговата смрт и која формирала нов центар на исламска моќ околу Дамаск. Иако и овој пат новиот калиф бил од племето Курейш, од кое потекнувал и пророкот Мухамед, следбениците на Али, кои ја држале контролата врз подрачјето на кое се наоѓа денешниот Ирак и понатаму го застапувале мислењето дека калифите треба да се избираат само од редовите на неговото семејство. Во 680 година на повидок било дури и надминување на проблемот, бидејќи тогаш за нов калиф бил избран синот на Али и внукот на Мухамед Хусеин, но тој истата година бил убиен од следбениците на Емевиската династија. Хусеин бил погребан во Кербела, која набрзо станала символ на неговата маченичка смрт, која станала камен темелник за трајна поделба на муслиманите на сунити и шиити. Она што во почетокот представувало борба за политичка власт, набор го прераснало во верско, внатрешно муслиманско спорење и судир кој трае и денес, а во кој и двете страни имаат различни аргументи за докажување на својата правоверност. За кои аргументи станува збор и навистина ли се тие толку непомирливи? Во основа, разликите помеѓу едните и другите се состојат во различното толкување на Коранот, односно прифаќањето или неприфаќањето на традицијата на пророкот Мухамед. Зборот сунит во арапскиот доаѓа од терминот ехлу суневе ел джемаа, што значи следбеници на сунетот, праксата на пророкот Мухамед и мнозинската заедница, додека зборот шиизам доаѓа од арапскиот термин шиат Али, што значи следбеници на Али бин Ебу Талиб. Накусо, за сунитите е исправно само она што е запишано во Коранот и се она што го правил или што се претпоставува дека го правиле пророкот Мухамед и неговите другари, а што е собрано во 6 канонски признати зборници, така наречени хадиси. Со други зборови, сунити, а такви се со многу мали случаи балканските муслимани, вклучително и нашите во Република Македонија, кои покрај Коранот, како израз на вера, ја сметаат и суна и нејзините прописи. Шиитите пак не го признаваат устното предание и верската традиција, суна, туку само непосредните изјави на Мухамед, односно прописите на Коранот. Веруваат во имамот како представник на Господ и посредник меѓу верниците. Имаат многу елементи од мистицизам, не го признаваат аджилакот во Мека, за кој сметаат дека е идолопоклонство и, условно речено, може да се сметаат како еден вид на протестантизам во исламот. Но наспроти сите овие различности не е забрането сунитите и шиитите да се молат во иста џамија. Наспроти мислењата за монолитноста на овие две исламски учења, во нивните рамки функционирале и се уште функционираат бројни верски секти, од кои кај нас единствено ни се познати нашите хетеродоксни бекташи или пак алевитите, шиитска секта на која припаѓа семејството на Башар ел Асад, која со децении наназад владее со Сирија, во која мнозинството се сунитските муслимани. Но поделбите внатре муслиманската заедница се само инструмент за една многу посложена стратешка игра, која најдобро ја отсликува поранешниот босанско-херцеговачки дипломат и долгогодишен дописник на Сараевско ослободење Златко Диздаревиќ. Когод крене да анализира
Кој да анализира блискоисточната ситуација, низ верски или национални елементи, тој е на погрешна трага. Се што постои како прашање на сунити, шиити, христијани, муслимани, историја, се алати во дестабилизација на држава која мора да падне, затоа што се наоѓа на патот на некој голем енергетски интерес. Тоа е приказната од Сирија. Денес во светот живеат околу 1,6 милиарди муслимани. Се проценува дека 85 до 90% се сунити. Земјите на Северна Африка, па се до Сахара, воглавно се населени со сунити, исто како и Саудиска Арабија, Египет, Индонезија и Бангладеш. Сунити се мнозински жители и во Сирија и палестинските подрачја. Иран е единствена држава во која службената религија е шиитскиот ислам. Мнозинско шиитско население е присутно и во Ирак, и Бахреин и Азербејџан. 1/3 од Либан се шиити, 35 до 40% ги има во Јемен. Наспроти еден ваков распоред, границите на многуте блискоисточни земји не одговараат на фактичката состојба. Од каде е една ваква измешаност? Во еден долг период на османлиско владење со арапскиот свет и врховната контрола над муслиманите, која како калифија имале султаните, на Блискиот исток владел релативен мир. Но по Првата светска војна и распаѓањето на Османлиската империја, Блискиот исток бил преуреден според плановите на неговите мандатари, Велика Британија и Франција. По принцип, скарај па владеј, тие ги исцртале границите на едните блискоисточни држави со ленџир, водејќи најмалку сметка за фактичката состојба на теренот или припадноста на некоја групација кон одреден верски правец. За повеќе арапски земји се обиделе да ја инсталираат идната династија Фејсал, за да подоцна создадат едно во однос на запад сателитско кралство Саудиска Арабија, чија доктрина почива на вехабизмот, еден чисто политички и национален проект со реакционерна содржина, кој што го узурпира за себе правото на правоверност и државна идеологија која што се обидува да им се наметне на сите други исламски држави и народи од сунитска провениенција. Нема сомнение дека од верските и секташки различности на Блискиот исток и Сирија како нејзино мандатно подрачје се обиделе да се исползуваат и французите. Иако на нив им било совршено јасно дека на просторите на денешна Сирија живеело мнозинско сунитско население, тие заиграле на карта на алевитите, малцинска шиитска секта, на која, како и малцинските друзи, за да го запрат растечкиот арапски национализам, им дале во 20-тите години на минатиот век дури автономија. Со фаворизирањето на овие две малцински групации, кои помеѓу другото имале привилегија да плаќаат помал данок, французите уште тогаш го посееле семето на раздор и незадоволство кај мнозинските сунитски арапи. Освен тоа, левитите, заедно со исто така малцинските курди, кои во Сирија ги има 2,5 милиона, ја имале и таа привилегија да бидат составен дел на окупаторските колонијални трупи, наречени Трупе специјал ду Левант, кои грото ги сочинувале регрутите од Сенегал, а кои се грижеле за редот и мирот во Сирија. Од тоа време, воениот позив станал атрактивно занимање за младите алевити и традиција што е видлива и во денешна армија на Башар ел Асад, чие мнозинство и особено командниот кадар го сочинуваат алевитските офицери. Заради ова и некогашната колаборација со француските окупаторски сили, алевитите станале омразени кај мнозинските сунити, а тој анимозитет останал актуелен и денес, особено кај војните групации кои што се борат против режимот на Башар ел Асад, чии главен беден представуваат токму алевитските офицери и војници. Нема никакво сомнение дека за овие сириски различности биле свесни и главните проектанти на сириската криза, пред се Соединетите Американски држави со своите сојузници и Саудиска Арабија со Катар. Тоа не го крие ни пензионираниот генерал на американската војска и некогашниот командант на НАТО операциите во Европа Весли Кларк. Вистината за Блискиот исток е, доколку таму немаше нафта, ќе беше како Африка. Никој не се заканува со интервенција во Африка. Несомнено е дека присуството на нафта во регионот е она што предизвика инволвирање на големите сили. Дали тоа конкретно беше причината за државните удари или не, не можам да тврдам со сигурност, но од секогаш постоел тој став дека можеме да употребиме сила и да интервенираме во тој регион. Тоа е видливо дури и со еден кус поглед на распоредот на завојуваните групации во
во воениот конфликт во Сирија, каде што опозициониот фронт е насочен кон сириската армија и воената алевитска врхушка собрана околу сирискиот преседател Башар ел Асад и хетерогените и се уште до крај нејасни опозициони или бунтовнички сунитски формации, од кои најглавната Исламската држава на Исил и Левант во меѓувреме се откажа и од своите духовни родители Ал-Каеда и финансиерите од Саудиска Арабија и Катар. Во ситуација каде што секој пука на секого, подебелиот крај во Сирија го излекува цивилното население, кое речиси и не знае веќе од кого се бега. It's cool when you can, when they're low now.